Бугарија за време на Втората светска војна била од страната на фашистите и била окупатор, а не администратор на Македонија. Ова денеска во Прилеп го истакна премиерот Заев, кој сепак рече дека за тоа никој на референдум не го прашал бугарскиот народ. Таа одлука ја донел тогашниот нивен цар. Заев исто така призна дека со договорот за добрососедство со Бугарија било прифатено од наша страна, од сите споменици од НОП, да се избрише терминот бугарски фашистички окупатор. Но не даде прецизен одговор на кои споменици досега е тоа направено и дали истото се планира и за спомениците во Прилеп, кои што ги има доста со ваков надпис. Факт е дека тогашната администрација во Бугарија донела одлука да се приклучи на фашизмот. Никако Македонија не била администрирана, била окупирана. И тоа го знаат, тоа е во нашата балканска, европска и светска историја. Тоа не го прави бугарскиот народ фашистички народ. Во тој дух и од договорот за пријателство, кој што го имаме подпишено 2017 година, треба да направиме чекори меѓу кои се и таблите кои што постојат во државата и стои бугарска фашистичка рака, бугарски фашистички куршум, бугарски фашистички окупатор, треба да остане фашистички окупатор, фашистичка рака, фашистички куршум, заради тоа што фрламе петно комплетно на целиот бугарски народ, што воопшто не е исправно. Кога станува збор пак за македонскиот јазик, Заев рече дека тој во никој случај не е бугарски дијалект, туку посебен јазик. По повод 99 годишнината од раѓањето на кодификаторот на современиот македонски јазик, Блаже Конески, денеска Заев ја посети неговата родна куќа во Небрегово. Денеска нашиот македонски јазик е признат, тој е впишан во картата на Обединетите нации и никој повеќе не го спори, ниту има право да го спори. Тоа е наша определба. При таа наша определба 1945 Блаже Конески ја прави кодификацијата за истиот јазик за кој што 1903 Крсте Петков Мисирков зборува или го зборувале нашите македонци низ вековите наназад. Очекуваме нашиот јазик да биде почитуван и не само од соседите, пред се од Европската унија. И затоа очекуваме преговарачка рамка во која што ќе пишува акито ќе биде преведено на македонски јазик. Точка. И никако поинаку. Затоа што тоа е европска вредност. Заев истакна дека и покрај сите проблеми, ништо немало да го обесхрабри да ги продолжи разговорите со Бугарија, бирајќи Европската унија била крајната цел за Македонија, за која што немало алтернатива.